На Црвениот плоштад во Москва синоќа се одржа јавна проба на парадата за Денот на победата. Едночасовната проба на парадата во сеќавање на 70 годиштината од победата во големата татковинска војна, како што во Русија се нарекува Втората светска војна, за првпат беше отворена за јавност. Иако без учество на воздухопловните сили, на пробата беа прикажани импозантни формации од различни земји и напредно оружје. Својот деби има и новите руски тенкови Армата, а на пробата учествува и кинески војници кои предизвикаа внимание кај публиката. Годинашната парада, која е планирана за 9 мај, се очекува да биде најголемата руска воена парада во историјата, но неа, како што досега најавено, би требало да ја следат само 25 странски лидери. Тоа е за половина помалку од бројот на лидерите кои присуствуваа на парадата во Москва по истиот повод одржана пред 10 години. Повеќето лидери, иако најавија дека ќе допатуваат на одбележувањето на 70 годишнината од победата над нацистичка Германија, јасно ставија до знаење дека нема да ја следат и војната парада, поради тензиите со Москва околу анексијата на украинскиот полуостров Крим во март минатата година и поради улогата на Русија во конфликтот во Источна Украина. Тоа деновива го изјави германскиот канцелар Ангела Меркел, која додаде дека Германија не може едноставно да исцрта линија под незиното нацистичко минато и оти мора да остане сензитивна за штетите кои ги направила за Втората светска војна. Иако претходно беше најавено присуството на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, тој, како што е соопштено во Москва, сепак решил да остане во Пјонкјанг. Неговата одлука е поврзана со внатрешни прашања во Северна Кореја, изјави портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Посетата на Москва требаше да биде првата посета на Ким Џонг Ун во странство, откако тој во 2011 година го наследи неговиот татко. На парадата во Москва се очекува да учествуваат 16.500 луѓе, скоро 200 воени орудија и 143 воени летала. Ки има 40 формации, вклучувајќи 10 формирани од над 700 војници од Кина, Индија, Монголија, Казахстан, Белорусија и Јерменија. Кинеската формација ќе биде најголема, со над 100 војници. Деновиве, официјален Пекинг соопшти дека Кина заедно со Русија кон средината на мај ќе одржи вежби на Медитеранот. Тоа се први заеднички воени вежби на двете земји во тој дел на светот. Иако Пекинг објасни дека овие вежби не биле насочени против други земји и оти нема врска со регионалната ситуација, сепак повеќето посматрачи сметаат дека тие се своевиден одговор на зацврстувањето на американската воена соработка со сојузниците во Азија.